Ариана Гранде одлучи да стави крај на онлайн критиките за нејзиниот изглед што се појавија за време на медиумската промоција на филмот Wicked for Good. Пејачката сподели клип од интервју од декември 2024 година на својот Инстаграм, нарекувајќи го љубовен потсетник за сите. Во претходно споменатото интервју кое го водеше новинарката Салима Джин Поумба, попозната како Сали, Гранде даде емотивен одговор на прашањето како се справува со стандардите за убавина на општеството и постојаните критики. Прашањето беше потикнато од нејзината улога како Глинда во филмот Wicked, лик кој прифаќа стандарди за убавина за да им угоди на другите. Слушнав секоја верзија за тоа што не е во ред со мене и потоа го поправаш, а потоа е погрешно од други причини. Гранде додаде дека ја критикуваат дури и за наједноставните работи и дека на млада возраст тешко да се заштитиш од таа бучава. Пејачката нагласи дека критиката не изгледа како проблем со кој се соочуваат само познатите личности, туку нешто што е непријатно без разлика на кое ниво го доживувате. Дури и да одите на вечера за денот на благодарноста и нечија баба ви каже "О Боже, изгледаш послабо, што се случи?" или "Изгледаш подебело, што се случи?" рече таа. Тоа е нешто што е непријатно и ужасно без разлика каде се случува. Гранде верува дека постои опасна лежерност во општеството кога станува збор за коментирање на изгледот на другите луѓе, шпекулирање за нивниот приватен живот или избор на облека. Британската пејачка Джеси Джей се расплака на сцената додека ја изведуваше новата песна Comes in Waves од нејзиниот албум Don't Tease Me with a Good Time, 4 години откако доживеа спонтан абортус. За време на настапот, таа отворено зборуваше за тагувањето и губењето на своето бебе во 2021 година. Денес се навршуваат 4 години откако го изгубив моето бебе, и рече таа на публиката. Не знам дали некој поминал низ истото, но ако сте поминале или ако познавате некого што поминал, навистина е ужасно. Додаде пејачката. Ова е нешто за кое никогаш не можете да се подготвите. Оваа песна е за секој што има потреба од прегратка. Се надевам дека ќе им помогне на другите, како што ми помогна мене, рече Джеси Джей. Песната Comes in Waves има емотивен текст. Доаѓа во бранове, како да се давам во љубовта што ја сакав и што ми ја даде. И мразам колку ми недостига иднината што никогаш не ја создадовме. Уште во 2021 година Джеси сподели на Инстаграм дека за време на третиот преглед открила дека бебето повеќе нема срцев ритам. Оригинален концерт наречен Цветна симфонија одржа битолски оркестар Дива вчера во Филхармонијата, по кој заслужено 3 пати беше вратан на бис. Популарни класици пеја сопранистките Јаворка Витанова, Виолета Арсовска и Зана Абази во придружба на оркестрот со кој диригираше Владимир Димовски. Концертот почна и заврши со О Соле Мио, познатата наполитанска песна напишана во 98 година, кога најмногу ја прослави славниот тенор Лучано Павароти. Се пеа и Време е да се каже збогум, насловната тема од филмскиот хит Кум, Шпанската гранада и други песни и арии. Сите три сопранистки имаа совршено избрана тема за вокалот и сензибилитетот. Добар избор за гостинка беше атрактивната Полина Тасева, која се стимна во публиката и подаруваше рози. Нашата млада и талентирана пејачка Александра Трајчевска, позната како Алекс, неодамна го објави својот нов сингл "Ни татко ни брат", кој веднаш го привлече вниманието на нејзините обожаватели и љубители на македонската музика. Со овој сингл таа уште еднаш ја потврдува својата музичка зрелост и јасно изразен стил. Песната веќе собра над 1000 прегледи на YouTube по премиерата на 26 ноември 2025 година. Покрај својата соло кариера, Александра е членка на култниот блуз состав од Прилеп Crossroad Blues Band, што дополнително го збогатува нејзиниот музички израз и стил.